Добро утро, добар ден, добро вечер, во зависност од тоа колку гледате самото видео. Март кој секако е малку контраверзен, така да имаме малку снег. Ние туку во Македонија, веројатно вие што не гледате сте од Македонија. Недавно попладне одлучивме да го користиме на тој начин што би ви помогнале, би ви кажале 6 грешки поради кои што вие едноставно иако мислите дека правите се како што треба, килажата не иде надолу, вие не изгледате добро на огледало. Ние ќе се потрудиме тие грешки кои што веројатно ги правите, не викам дека вие ги правите, меѓутоа дека веројатно ги правите, да не ги правите веќе и да дојдете до посекуваниот резултат. Ќе ми придружува мојот колега Димитар. Еве, он ќе ви се представи сега да знаете за кој станува збор. Видео? Јас сум Димитар, фитнес инструктор сум, иста генерација сум со Јаким, колеги сме, се запознавме од факултет и викаме дај да споделиме во нашава љубов кон фитнесот со малку информативно видео кон вас. Првата грешка која што ја веројатно не можам да кажам ја правите, меѓутоа има некој што од вас кој што ја прават, е тоа од еден нормален живот да преминете одма во некоја рестриктивна диета. Например, вие сега живеете нормален живот, јадете некоја нормална храна кој сите обични луѓе и наеднаш преминувате во еден спартански начин на живот во кој што вие едноставно јадете ориз и стек секој ден, мислам, од сабаља до вечер. Тоа не е баш добар пристап. Вака кога се една диета, кога треба да се намале нели мастите, телесите масти, не треба само да се намале на исхраната или да се зголеми енергијата потрошувачка нели од повеќе активност физички, ама има и друга цел. Треба да биде одржливо, треба да уживате во процесот. А многу е лесно да намалиме се наеднаш, секој ден јади 3 пати на ден салати и пилешко и готово ќе ослабеш, да? Ќе ослабеш до одреден степен, ама дали тоа можеш да го одржаваш цело време? Дефинитивно не. Ја тука би се надоврзал на него. Тоа не е одржливо на долг период. Со што вас би ве довело до тоа да вие со текот на, за пример, за месец дена нешто се откажуваат, месец дена издржуваат и после тоа иде колапс. Така, големиот проблем е што мнозината сакаме и бараме и не ве кривам за тоа, сакаме брзи резултати. А треба да знаеме, треба да се свеси дека брзи резултати и брзо се губат. Углавном, што сакаме да ви кажеме еден, да кажем, оптимален пристап. Доколку не знаете, најдете некој нутриционист, фитнес тренер, некој што знае, што прошол низ тоа, да ви објасни на кој начин. Не е фората да добиеш ти брз резултат. Фитнесот не е трка на 100 метри, ако се огласиш тоа е маратон. И треба барем одредено време со што би килажата била оптимално би што надоле. Колку според тебе би требало неделно да се зимнува еден почетник на? Па збориме кој за просечната личност барем во Македонија. Мислам дека пола кило неделно да се губи е оптимално. Да се гледа што побавно да се намалува храната. И друго што сакаме да напоменеме е тоа дека на почетокот на самата диета, кога видите во дефицит на калории, ќе има абнормално губење на тежината. Во кој смисол? У смисол што вие ќе ослабеете 2-3 кг. Ќе ослабеете. Всушност тоа не е слабење, тоа е исправување на вишокот вода од организмот. И не се залажувате дека така ќе биде во телото на целата диета, нели? Со текот на времето. Дефинитивно да, посебно ако ги намалите ерхидратите на почетокот. Што повеќето прават, нели, збориме за благото или за пијалоците или за било што, дефинитивно ерхидратите да задржуваат повеќе вода. Нагло за 2-3 дена ќе намалите килограми само од водата. Втората грешка која што најчесто ја правите веројатно е тоа што вметнувате премногу кардио, премногу рано во самото кардио. Да, кардиото го забрзува метаболизмот. Фората е во тоа да губиме на тежина, со што со дефицит, и кардиото е некако една алатка која што би го забрза метаболизмот, за што е можно повеќе да изгубиме од тие, да кажам, калории. На оптимално, верувам ги согласиш, е едно бавен тип на кардио. Доколку сакате да изгубите масно ткиво, тоа ќе биде едно посебно видео, доколку сакате да знаете како да го изгубите тоа масно ткиво, тоа нели тие адипоцити, тоа бело масно ткиво, бели масни клетки кои што се нели складирани најчесто во абдоминалната регија кај нас, кај жените во бутовите, што ви се рекол, овакво. Ако премногу кардио се прави цело време, да кажем секој ден, сакам да ослабеам нагло, како што рековме, не треба. Ќе почнам да правам секој ден по пола сат трчање, не знам, шпринтове да кажеме, хит кардио, што не е добро. Ко прво ќе изгубите многу од мускулната маса, ко втора лоша заради тоа што ако секој ден премногу се вежба, посебно кардио, ќе нема време да одморат мускулите. Суштината е во тоа да имаме еден прогресивен начин на вежбање како и на кардио. Со што? Не можеме да отидеме во теретана, веројатно и ти кога си почнал со теретана, не си отишол и одма на 200 кг на бенч да креваш. Едноставно твоето тело не е спремно за тоа. Истото тоа се случува и со самото кардио. Едноставно треба да е еден прогресивен пристап со што не би дошло до тоа плато.
пошто телото едноставно е направено на тој начин да преживува во било која ситуација. И доколку вие му оставите да кажеме 2 сата кардио уште од првиот ден, едноставно тоа ќе се навикне и ќе дојдете до едно плато многу брзо, со што ќе биде многу потешко, па ќе треба да трчите 2,5 сата, па 3, па и до кај иде тоа. Едноставно ќе се исцрпите, нели? И последниот проблем што сакам да го спомнам, најчесто луѓето што најдаш многу почнуваат исто како исхраната, исто и со кардиото. Ти до вчера не си бил воопшто активен или активна и се од наеднаш денес ќе идеш по кеј и стрчиш. Тоа ќе резултира со толку многу воспаление што ќе не можете да станете од кревет наутро или воопшто ќе не можете. Тоа ќе ве демотивира, ова е многу тешко, ова не е не, за мене не можам, не сакам. А не е тоа како секој почетник треба лако да почне. Кога се родил си не си отишол право на факултет, си требало да завршиш основно и средно. И исто и во фитнесот. Чекор по чекор ќе стигнеш високо. Take it easy. Така. Take it easy. Трета најчеста грешка која што мнозината ја прават додека нели сакаат да изгубат вишок килограми е тоа што ги занемеруваат тие да кажам скриени калории. Едноставно еве сега за мене е лесно да знам или за тебе на пример или за некој што е во таа фитнес индустрија или нутриционизам е лесно да знае која намирница колку калории има. Меѓутоа за некој да кажам лаик во таа област едноставно не знае. Еве Димитар, кажи според тебе кои се тие најскриени калории што секојдневно ги употребуваме, а едноставно не ги рачунаме во тој калориски внес. Еве прво ја примерна. Првиот тип што го давам на секој мој клиент за намалиот калории што е најлесно. Пазите ги сосовите, пазите го зејтинот. Не знам колку од вас знаете и се свесни, 100 мл зејтин колку калории? Тоа е 900 калории. 900 калории. Тоа е на третина од мнозината машки што јадат во еден ден. Само 100 мл. Да кажем исто е битно тоа што маслиновото масло е здраво. Да, меѓутоа има иста содржина на калории како и сончогледовото масло, како и сите други масла. Да правиме тука разлика. Да, здраво е, меѓутоа доколку конзумираме повеќе иста калориска и едноставно ќе станираме, нема да идеме со килажата надолу, ме сваѓате? Така, друго, на пример, во Цезар салатата, мнозината што нели, најобожаваната салата. Цезар салата. Мајонезот што го стават таму, што многу често мнозината го занемеруваат. Сакам да го напоменам и алкохолот. Верувам дека доста од вас знаат дека алкохолот има калории, меѓутоа не знам дали знаат дека има 7 калории на 1 грам алкохол. На 1 грам. А со што би значило дека една чаша водка, Димитар, колку би имала калории? А пазите, водката е една од нели алкохолите кои што има најмалку калориска вредност, пошто тоа е како и ракијата, чиста алкохол. И ними се да се оправдате, водката има помалку калорична вредност. Не само што да кажем, не има алкохоли со пониска и повисока калорична вредност, да, ама примате празни калории. Примате празни калории со никако со нула нутративна вредност. Што најнакрај таа линија е целата кога сакаме да направиме мускулатура и да намалиме масти. Апсолутно. Дефинитивно. Четврта грешка која што исто така пак ги кажам најчесто се прави кога си има некоја рестриктивна диета е тоа што не се обрнува внимание на спиењето. Имено кога спиеме се влачи еден хормон мелатонин. Ние пошто не студираме на Институт за биологија, доста ни се познати тие хормони, тие клеточни циклуси, метоза, мејоза, преку глава ми се ви кажам, меѓутоа имаме некое сознание за тоа што е нели мелатонин и фактички ние кога спиеме нашето тело се регенерира со помош на тој хормон мелатонин. Ме сваѓате? Сега, што е финтата тука во тоа спиење? Сите ние спиеме, не знам некој да нели не спи. Меѓутоа, ние во нашиот организам имаме еден сензор, би рекол биолошки саат. Сензор или биолошки саат кој што знае дали е ноќ, дали е ден, дали е време за спиење, дали овако. Сега што се случува? Ние кога стануваме од спиење се влачат адреналин и норадреналин како хормони, со само да тоа е кортизол, со што ние ги отвараме очите. Без тие хормони не можеме да ги отвориме очите. Што е битното што сакам да го кажам? Мелатонинот најдобро функционира кога би легнале пред 12 саат и би спиеле едни здрави од 6 до 8 сати. Ние можеме да легнеме да кажеме во 3 саат наутро или во 4 саат наутро, меѓутоа да ќе се влачи мелатонин. Меѓутоа нема да го достигне тој пик кој што би го достигнал доколку легне пред 12 часот. Значи пред 12 часот со од 6 до 8 сата спиење е дури 3 сата спиење. Е многу поздраво отколку после 12 сата и 20 сата да спиеме. Веројатно на вас ви има случајно тоа да спиете и по 12 часа и 13 часа, меѓутоа кога станете, често користиме тој израз, као да ме прегазил камион. Нели, тој израз го користиме. Тоа е фората. Фората е што тој мелатонин не го достигна својот пик, својот зенит и не ги добро регенерира тие ткива за да бидете вие спремни во утрешниот ден. Има бројни истражувања, научни истражувања, каде што има земено две група на луѓе. Една група на луѓе кои што спијат добро, како што ви кажав,
одреден оптимален пристап кон тоа спиење, и друга група кај што има не баш оптимален. Од 5 сата спиење па после 12 часот. Тврдиат дека тие луѓе кои што имаат редовен сон се многу поуспешни во своите професии. Што би значило тоа? Многу подобро учат, многу повеќе мускулна маса добиваат, многу подобро можат да ги освојат тој вишок калограми. Нели Димитре, еве, ти имаш искуство, порано не си спиел како што треба, сега кога спиеш малку подобро изгледаш, нели? Можете да видите дека верат. Така да додадеме дека спијањето е многу поважно колку што ние го гледаме. Со тоа што само 1 до 2 сата да изгубите спиење, од килограм што губите во еден може да биде 80% од мускули наместо 80% од масти во телото. Што да, за ден не звучи многу, ама продолжите го тоа, ради факултет, ради журки, ради работа, што секогаш касно се легнуваме и рано стануваме. За една година, ја требаше да биам на диета, ама јас сум качил 5 кила, што се деси? Што сакам да кажем, не ви осудувам пошто вие идете на журки. Апсолутно идете на журки, ме сваќате. Значи живеете во животот. Не викаме ни, ти мораш да спиеш 8 сати. Туку сакам да ви кажам дека спиењето е битно, дека треба малце повеќе внимание да обратите на тоа спиење. А не сега вие, 10 сати мора да спиам и да легнеш у 11, у 12, не е проблем, меѓутоа да имаш некоја коегзистенција, нели Димитар? Така, треба да има. И доаѓаме до петата работа, која што е исклучително битна. Ја не би ја карактеризирал како грешка, меѓутоа е со само тоа грешка и верувам дека би ви помогнала во ваквото. Еве да кажеме Димитар. Да го земеме за пример. На Димитар му е потребно околу 2500 калории, сега карикирам, не е тоа точно, не се тие точни информации, меѓутоа да ви дам некој пример. На него му се потребни 2500 калории за ни да добие телесна тежина, ни да намали. Значи, да биде толку кила како што е, му се потребни 2500 калории. Сега, доколку ние конзумираме повеќе од 2500 калории on daily basis, што би рекле браките американци, тој ќе качува телесна тежина. Доколку конзумира помалку од 2500 калории, тој со телесна тежина ќе оди надолу. Со што? Доаѓаме до многу битен момент во целата, наша приказна, а тоа е броењето на тие калории. Еве Димитар, кажеш како тие да бројат калории, еве објасни. Еве ова се надоврзува на претходните сите други работи што ги спомнавме. Да, секој ќе направи резултат до одреден степен само вежбање и јадејќи, пазејќи до одреден степен што јадат, така? Ама ќе стигнете до плато и тогаш ако сакате на попрофесионално, повисоко ниво да стигнете, ќе треба да почне да се бројат калории. И сега за како се броја калории, многу едноставно ја би препорачал, има многу од вас може да знае апликацијата MyFitnessPal. Таму можете да се ги бројате калориите, одредите колку јадете во денот и од протеинови јагати, од масти исто така. И само ќе ви треба една скейл за мерење на исхраната и нормално баркодот да го гледате на било кој продукт што јадете. Апсолутно. Мерете колку грамажа или литра било што, не зависи што, и го ставате во апликацијата и според тоа вие само пазите колку ви треба. Имате вие на интернет калори калкулатор кој што можете да ги наведете вашите информации, години, висина, тежина и така натаму, со што ќе ви даде некоја бројка. Меѓутоа, не очекувајте таа бројка да е точна. Да кажеме, таа бројка за мене толку морам да внесам. Тоа нека ви биде водич. Со што вие мерите секој ден една недела и видите според таа, да кажам, таа калориска вредност, дали ви идете нагоре со килограм, дали идете надолу, според тоа можете да си ваквото. Доколку епте не знаете, обратите се на мене на Инстаграм и до тебе на Инстаграм, еве тука ќе ставам двата Инстаграми, со што ќе ви помогнеме, ќе ви помогнеме да достигнете до вашата цел. Што сакам да кажам? Сакам да кажам дека секој човек во зависност од својата тежина, висина има различен базален метаболизам. Што е базален метаболизам? Значи, да не чука срцето, потребна енергија, да дишеме, потребна енергија. Со што не е баш толку едноставно да знаеме на кој човек колку му е потребно, да кажам, толку ти е потребно. Треба тест. Тоа е се одредено генетски, да. Апсолутно. И шестата работа, да кажем грешка, мислам дека не е баш нивна грешка, а и ваша грешка е. Што да правиме, ваша грешка, тоа е константноста. Едноставно, знам многу, дури јас сум го направил тоа повеќе од 10 пати, 20 пати, да не сум константен. Например, првата недела окей, втората недела окей, трета и после трета недела викам, знаеш, еднаш се живее, опни кебапите, кркај. Значи, што е најбитно тука? Мислам дека ќе се согласиш со мене, машино. Ово е, мислам дека најбитна ставка од овие 6. Тоа е константноста. И дури да не ги погодите калориите и да не вежбате секој ден, меѓутоа ако тоа е константно. Сега, например, не сме ние роботи, нели? Не можеме секој ден, ние сме спремни и да ме вежбаме, Значи, едноставно ние сме луѓе. Имаме емоции. Еве некој ден едноставно не можеме да вежбаме, не ни се вежба. Тоа е сосем окей. Меѓутоа доколку месец дена ти 2 пати не отидеш на тренинг, не е проблем.
работа да идеш и втор месец, и трет месец, и четврт. Значи да имаме константност. Константност, да сте барем 90-95% цел време, што по-близко Ја би рекол 80, не програмата мора што се баш, направи. не мора баш 90. И верувате, колку и да звучи многу комплицирано и фитнес и нели nutrition и не знам што, со константност секој се научи. Се на почекот да изгледа премногу или Дисциплина комплицирано, ли, нели? да, дисциплина. Не би. Нема секој ден да сте мотивирани. Факт е, и јас нормално имам факултет, имам социјален живот, не секој ден мене ми се иде на теретана. Не секој ден имам мотивација. Ама ако јас сум наспиен, ако јас сум најаден, Да. и ако има еден саат слободно време, а дефинитивно секој мислам дека може да се најде еден Сам саат време, слободно дечки, во сам денот, време. да отиде и да извежба. Апсолутно. Значи бидете константни, бидете мотивирани, Бидете константни, дисциплинирани. ќе научите се со тек на време, верувајте, не е толку Може комплицирано. еден фронт дабл байсеп за крај? Фронт дабл байсеп за успешна нели фитнес джерни. Бидете им поздравени дечки, јас се надам дека ќе останете во добро расположение. Нели?